Со протести со вртење на грб кон пратениците и владата во знак на револт бидејќи не се зголеми минималната плата на 500 евра, Сојузот на синдикати на Македонија го одбележа 1 мај, денот на трудот. Први на критика беа пратениците кои не сакаа да го изменат законот за минимална плата и таа да биде 500 наместо сегашните 400 евра, а од друга страна земаат високи патни трошоци и плати и добија покачување од 79%. Луксузот ваш е од трудот наш. Ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб. Колоната незадоволни работници се движеше од пред зградата на ССМ до Собранието па до Стопанската комора за да заврши пред владата. Синдикалните лидери кои се дел од гранковите синдикати на ССМ, но и неколку лидери од други синдикати кои дадоа поддршка на протестот, упатија остри пораки до владата, пратениците, до работодавачите и собствениците на фирмите. Овие позади ќе го поправам колегата, не се работодавачи. Овие се газди бескичменјаци кои што 30 години ни ја пијат крвта со памукче и на кои што 500 евра за нас е многу, а сега у Грчка на викенд 5000 евра им се малку. Ова не е за УА, ова е за секој ден, цел ден да сме тука на улица додека не ни покачат плата. Ме радува овде што има доста млади синдикалци и што верувам дека во наредниот период ќе ја продолжат нашата мисија и ќе бидеме тоа што сме на ниво како до сега. Затоа уште едно голема уа за овие работодавачи да се знае кој е во оваа наша напатена Македонија. Уа! Уа! Протестот заврши пред владата каде што беше побарано освен зголемување на минималецот, почитување и на колективните договори и зголемување на сите плати за 100 евра, а се побара и враќање на надоместокот за храна и за превоз, исто како што го имаат и пратениците. Од ССМ вела дека не се откажуваат од барањата, иако не им се исполнат, во иднина ќе има и помасовни протести. На денешниот протест немаше сендвичи за присутните, но и очекувано, бидејќи вчера тоа го најавија, не беа ниту членовите на Конфедерацијата на слободни синдикати.